треска од неодамна ја пуштија. Треска никогаш не е матна, бидејќи зегува два пати филтрината, секогаш е чисто. Та после се заматува со вардар натаму, после глумува и така натаму, меѓутоа горе е кристално, чисто и мислам дека има сега. Ајде видиме што ќе направиме на ова чудо. Ајде. Само на колегата да помогнам брзано. Брзо ли колега? До мен. Види го чедо што преде. Види го чедове. Ево. Движи правилно. Има едно вибрирање кое се осеќава и во стапот и во На рака. трската и на рака. Да. Кога осеќам дека се движи лесно, тоа значи дека е превртена, се превртува така. Треба да има едно вибрирање, дека тоа е движењето. Таа имитира рибче. И тоа смислата е да имитира не било какво, туку во принцип болно или рането рибче. Затоа се тие така малку незграпни направени. И при тоа движење има едно вибрирање, благо вибрирање кое се осеќа во стапот и А тоа го постигнувате со брзината на вртење. да, ја менуваме брзината. По принцип, например, одеѓам се дека повеќе на површината, ќе ставиме после мамец површински. Значи има во принцип два мамци. Има едни што се sinking, нели, тие што тонат. И има floating, тие што одат по површината. Ќе пробаме после со таков тип на мамец, мислам дека ќе има поголем успех. Или барем така ми изгледа, не знам, ќе видиме. Ќе видиме. Така сме да видиме. Сега што ги ставаш? Рапали. Сега ќе ставам. Рапали, е? Тоа е фаворит твој, е? Тоа е фаворитот. Само еден момент, ја вратам оваја. А после ќе пробаме да има милиарда вакви. Значи, това е мојот фаворит. Колку грамски? Што должина? Тие се секој има посебна, значи, ознака. Ова е едно тој тип на оригинал рапала. Floating, значи ќе оди по површината. Покрупно, бидејќи се обидуваме да закачиме покрупно парче. По логиката, крупен мамец, крупна риба. Иако нема да важи. Ќе видиме. Ќе видиме. Идеален мамец за За Мауро, а? клен Мауро. Да, Значи со ова кленот Мауро го растурате. да, апсолутно. Од чамет или од брегот? Од брегот се движиме. Споро може и од чамец, од брегот, покрај брег. Мислам дека сега